Metal Art изработува висококвалитетни метални огради, капи и внатрешни скали. Metal Art ги нуди своите квалитетни производи во Македонија и Европската Унија. Веќе 20 години користиме софистицирана технологија и нудиме европски квалитет со македонски цени. Стапете во контакт со нас за да добиете понуда која ќе ги задоволи вашите потреби. Metal Art. Добре дојдовте на македонскиот канал Нов Асно. Со промената на нашето уставно име во Северна Македонија, започнаа неколку паралелни процеси во државата и надвор од неа, која апсолутно не се прифатливи за македонците. Од една страна, ние сме северно македонци за цел свет, до тој степен да дури и нашите најголеми пријатели и медиумите во Србија така не именуваат. И истите медиуми не кажуваат како показна вежба како не треба да се води политика кон Европската Унија, знаејќи дека Европската Унија обеќава и не ги исполнува своите обеќања. И затоа имаме уцени од истата ние македонците. Од друга страна, нашите стратешки сојузници, за жал, политички уренираат на нашето достоинство, гордост и чест, така да имавме пред 2 недели посета на Министерката за надворешни работи на Канада, која имаше средба со уредно почешланиот премиер Ковачевски и веднаш после средбата на Твитер објави дека имала средба со северно-македонскиот председател Ковачевски. Ова е еклатантен пример дека нашиот идентитет е променет, а не е променет само за оние тврдокорни, слепи послушници и предавници кои се држат за член 1 став 3c од Преспанскиот договор, кој вели дека јазикот наш е македонски и тоа е одраз на кој сме ние на нацијата. Паралелно со овој негативен процес на промената на нашиот идентитет и газење на нашата чест и достоинство е дека во земјава дојдоа до израз политики кои се рецидив на минатото, на политики каде што кои го живеа нашите татковци, дедовци и прадедовци, а кои јас го учев кроз историските читанки. Во Македонија е вратен фашизмот и ние секој ден го живееме. А нашите политички курто и мурто партии, СДСМ и ВМРО, молчешки го прифаќаат, додека Западот молчи. Денеска, за таа цел, наш гостин е доктор Самуел Садикарио, македонец евреин, кој е жртва на нацифашизмот и денес ќе збориме на оваа тема. Поздрав, Сами, како си? Добар ден, еве, тука се чувствувам као дома. Има еден куп теми интересни за дискутирање, времето е ограничено. Апсолутно. Сами, накратко, кажи ми што се случи со твојата фамилија за време кога бугарскиот фашистички окупатор ја окупираше Македонија за време на Втората светска војна? Најкратко, моите се спасија само затоа што беа во партизани, а целата нивна фамилија комплетно е екстерминирана, значи товарена на вагони и однесена во логорот Треблинка, во Полска лоциран, и сите се убиени заедно со сите евреи од Македонија, од Тракија и од Јужна Србија. И во исто време и Варшавското гето, баш во исто време и тие се ликвидирани во Треблинка. Партизаните, да, таткото на мајка ми е банкар, тоа е стара банкарска фамилија, тие се романиоти ги викаат од Римската империја, уште присутни овде. Биле рабини, талмудисти и така натаму. Значи од видна еврејска фамилија. Да, тие биле од многу позната, ја има во енциклопедија Британика и така натаму. Замислите, татко и банкар и вика на мајка ми, ти немаш фамилија, брзо оди, облекувај се, оди во партизани. Значи мајка ти оди у партизани. Во партизани, да, и така се спасува првата македонска бригада.
се има омажено со народниот херој Чеде Филиповски Даме, кој за жал загина кон крај на војната. Да. И Она, ако да. добро се сеќаме, е дел од формирањето на истата бригада и се бори за да, во ФМИ и постao сам прво беше заменик комесар долго време, на 17-18 години, а после стана комесар на дивизија која стана, тоа е веќе крај на војната, прва македонска дивизија. Да. И причина стално викав, кај те најдува сега тебе ем жена, детиште. Да. Познавам школство, она заврши француска гимназија, имаше, знаеше, јазици. Добро едуцирана во тоа време. И сега како ти Маркс ќе го тумачиш, ќе го преведеш, ако не знаеш јазици, значи познавање на јазици не ти помогна многу во кариерата. Па дури до Мао Цетунг има отидено. Одлично. Подоцна во кариерата. Исто така Да. и татко ти те е бил инволвиран во Втората светска војна. Он бил со Стив Наумов, ако сте чуле, Да. прв другар му беше. И уште рано Стив Наумов он му бил и командант и му рекол ти ќе одиш во Софија илегала. И татко ми отишол во илегала и така се спасил и парадоксално, бидејќи целата таа чета на Стив Наумов е ликвидирана за време на војната. Се, он бил во Софија, студирал медицина, меѓутоа и се бавил со илегална работа. Има една мала епизода со господинот Бојчо Секирарски, никој не ја знае на кого правеле експерименти таму. Значи, бугарите правеле експерименти, исто како што Менгеле правил. Они викат не се фашисти, ова правеле експеримент, исто како Менгеле што правеле. И овој Бојчо, Бојчо го викаме, Секирарски, го спасија татко ми, Салвадор Леви, неколку евреи кои се нашле тука илегалци, Тевчев исто еден од нив. Го собрале, го изнеле некако од болница и избегал и цел живот беа пријатели, преживеа војна. Преживеал. На кратко, што му правеле? Трансплантација на коски, што е без анестезија. Значи, вас инекција да ви стат во коска, ќе врескате. Нема некој што не е вреснало тоа, биопсии која прават. Замислите да ви сечат коска од една нога па на друга, па така едната нога ја изгуби, протеза имаше човек. Значи тоа го правеле бугарите И во време на Втората светска војна. Во време на Втората светска војна. Значи, они беа комплет фашисти. И не ми е жал, затоа што имам другари бугари. Ми е жал ова што го зборам, ама морам, провоциран сум, морам да зборам. Апсолутно. Закон донесоа за заштита на нација, знаете, со закон. Значи, според закон, вие евреин сте или таму некој ерменец и така, можам да соберам, да ве утепам, што сакам да правам. И немате никакви права. Никакви права не, имоти све тоа ќе ви земат. И сега они спасувале, бугарските евреи беа под тој закон. Пред да продолжиме понатамо, дали вие сте исто така еден од основачите на Холокаустот, музеот? Да. Го Идејата... основавте за да се памти фашизмот и никогаш да не се повтори. Да, има, да, апсолутно тоа е меморија, затоа викаме меморијален центар. Центар ја го викаме, официјално е музеј, а јас се противам, ја инсистирам да биде институт или барем центар. Не се, идејата потекнува од академик Иван Дејанов, мој многу близок човек, прв другар да речеме. Да. Он ми ја кажа еднаш шетајки, ја дури бев и против, викам, па чекај во Полска 3 милиона утепале, па нема таков центар, што ние? Он вика во Полска никогаш нема да признаат дека они нешто направиле. Еве ние признаваме своите грешки, грешките на окупаторот и така натаму. Да. Сега, каква беше твојата реакција кога се одобри работењето на бугарските клубови добиено по име кој го поддржувале наци-фашизмот? Шок. Навистина шок. Затоа што јас се осеќав пријател на... И ден денеска јас сум пријател со некои луѓе во Бугарија.
Дури сум бил пријател со градоначалникот на Ќустендил, со кого заговаравме слободна зона да правиме македонска во Ќустендил. А индиректно и со царчето, со синот Симеон на цар Борис, кој сакаше да се очисти таа љага од татко му, и он најде дури фонд, вика ќе компензираме и ќе се извини, ќе дојде во Македонија да се извини. Еве тоа го кажуваше принцот Симеон, беше како се вика премиер на Бугарија. До таму дојдовме и јас секоја година по 2-3 пати иде во Бугарија, ми се свиѓа вака природа и некои историски работи. Парадоксално, ова дури за смеење вака, имам другари кои се пријатели со Каракачанов. И он кажувал дека е многу голем македонец, така кажа. Излажал македонците таму, им собрал имоти, ама ја не знам. Дури многу сакал македонски народни песми, македонска ракија, а слика на Иван Михајлов стално е имал во собата. Викам, дајте, запознајте ме со тој голем македонец. И заговара другаре да ме упозна. И тогаш почна она негова реторика, прљава ја, викам, антимакедонска. И не само што ми помена меракот со него да се видам, него уопште, еве, и не ми се оди во Бугарија. Ме викат за убави работи, за некакви преговори. Меѓутоа, Немам преку нивната мерак. политика, тоа чувство сега го имаме овдека ние сите, преку работата на... Апсолутно. Значи, кај голем дел од македонците имаше, па да речам, симпатија или полусимпатија. Тоа е временски процес. Да. Значи се створија некои пријателства, симпатии и све. И идеше по пат на едно добро соседство, па и Искрено. и измирување и така натаму, збратимување. Не знам, одеднаш може би е диригирано или има групи кои се наметнуваат фашистички, антимакедонски, античовечки. Ете се наметна и тоа на еден многу груб, јавен начин. И тоа сега створи аверзија кај мои другари, не само кај мене. Кај мои другари се створи аверзија према Бугарија. Ретко кој оди во Бугарија вака да летува или да се прошета или така. А тоа со клубовите беше уникум сега. Ајде, ако сака малку да форсираат некакви си клубови, ма така ги избра вулнерабилни, да речам осетливи имињата, да говори сега, или Ванчо Михајлов, кој осталом поише бугари утепал него македонци. Значи, тоа не знам, нивно незнаење ли е или стварно не знам тој дел од ситуацијата да коментирам. Една висок степен на безобразност на бугарската влада. Не знам колку е мешањето на Русија тука. Ја лично верувам, имам другари кои не веруваат во нивно мешање, ја верувам во. Но од друга страна, сепак нашите го одобрија сето тоа. Кое? Отварањето на првичното. Нашите се друга епизода. Не знам кој е полош, дали бугарската влада или нашите овде. Значи, предавник, ова не е ни предавник, некаква пета колона, да речеме, наша и ден денеска, што не управуваат. И јас, моje мислење е дека петата колона и предавниците се уште полоши од фашистите и нацисти. Зашто? Мајка ми кажуваше дека заробува борби тепачки, и ќе заробеле некој нацист, покушаваат да зборат, вика, секогаш, ако беше германец, ќе каже хај Хитлер и они го ликвидира. Чим каже хај Хитлер, партизаните више нема кај нив простување. Ама вика сите до еден со хај Хитлер завршува. Значи он се бори патолошки, достоинствено за својата држава.
А ние се бориме никаквечки против својата држава. Па во историјата сме имале гемиджи, сме имале војводи, храбри луѓе. Мислам, проблемот на Македонија е организацијата на сите тие. Па и партизаните сега, еве, требал темпо да дојде за да ги организира, Да ги храбри луѓе, борци. Да. Сега, од друга страна, имаме паралелно со тоа. Значи, од една страна имаме промулгација на бугарскиот фашизам во Македонија, изразен преку нивни дипломатски притисоци од Бугарија и сервилна влада овдека, која преку историската комисија ги прифаќа буквално све што им се сервирано. Само со некоја различна артикулација го кажува тоа. Што мислите? Уставните измени? Уставните измени, ја сум као и македонскиот народ. И ја не ги прифаќам тие какви што се. 80% од македонскиот народ не прифаќа, кој сум јас сега, друго ден. Ама не само заради тоа, и заради себе. Зашто? Затоа што гледам трикови тука, тоа не е сега да примиш толку и толку бугари, ќе ги примиме сега. Еве евреи, два тројца што останале и нив сака да ги прими. И тука прифаќа и позиција и опозиција, нема некој против тоа. За 5-60 евреи колку сме останати, па сега еве за 1000, да речеме, бугари имаат право и тие да бидат. Меѓутоа стои закачка за тоа. Апсолутно. Ето она, пружиш рака, па пружиш прст, па ракат ќе ти земе. После тоа следуваат уцени, ќе речат еден министер да биде бугарин, па не знам што. Бугарите да учат по бугарска историја. Да има школа, историја школа, и така. нивни обележја, споменици и така натаму. И немам фантазија што све може да измислат тоа се луѓе професионалци кои прават инженеринг, што ќе има редослед на нештата и стварно треба еднаш заби да покажат нашите да не го прифатат. Ако направат модификација, може би. А мене ако ме прашате, еве јас сум и со мојата другарка Гордана Силјановска од детинство сме другари, многу сме блиски. И кажувам, викам, ја немам појма од правни науки, ама ја ќе ти кажам како се пишува македонски устав. Вака ме гледа, ајде кажи како се пишува. Па ќе го купите, има таа продавница, американскиот устав, па прва страна ќе препишете, па втора страна ќе препишете, и до крај ќе препишете се. И ќе го И имплементирате. сме, викам, може и да имаш право. Во американскиот, еве тој, ние сме пријатели со нив, нели, стратешки пријатели. Да. Албанците се пријатели со нив, така нема да бидат против амерички устав. Значи, сите сме пријатели и јас тврдам дека америчкиот устав не е тој напишан 1700 и која година од Джеферсон или Fathers, Founding Fathers, него тој има скоро 1000 годишна историја. На интернет сум читал како иде. Една фаза, па друга, па трета, па Француската револуција. Па од Француската револуција они направиле екстракт. Да. Многу во искажан, уметнички, и таму си американец сите. Па замисли таму кај нас да биде, па но 2000 нации треба. Само индијанци околу 75 нации, ми кажува еден има. Само индијанци. Да. А кај се други италијани, евреи, не знам, Цел свет германци, има, па. И тоа ќе биде смешна работа. Значи, да си го имитираме америчкиот. Па сега кога слушнав, Фрчковски го пишува, се ова е директно овака невкусен напад. Значи, испадна Фрчковски попаметен од илјадници луѓе, тоа е масонска работа е уставот. Значи, од Магна Карта, ја знам која најстара, сигурно имало и постари устави. Па се надоврзува, па масонските ова егалите, фратернитет, масонска парола, еднаквост, вакви права, она све, 1000 години скоро,
се формирала таа, ние седнал некој, он ќе пишува устав. Сега јас да ви Тоа кажам. е невкусно. Семи паралелно на оваа бугарска фашизација што и лудило што криз неја живееме, одобрено од нашите политички елити, имаме веќе подолго време именување на улици, давање на споменици на балисти кои ги колеле нашите предци, биле за голема Албанија, а сега имаат своји обележја. Джемо Хаса има споменик во Симница, буливар во Гостивар. Сулјо Хотла си доби улица во Чаир. Имаме нелегална џамија, именувана по албански вехабист, кој се борел против Хафасел Асад и кој се борел против етничка толеранција. Него исламскиот исламската вера да доминира и интерпретација на истата, кој бил убиен, а сега има своја џамија. Сиве овие ликови, освен последниот што се бореле против македонците, ги поддржувале фашистите и имале фашистички идеи. Како гледате на ова? Сега отворивте една black hole, една црна дупка. Апсолутно, тука сме да говориме Тоа вистината. е една цела книга. Еве, сега Накратко. Бабановски пишува една книга и ја им давам коментар некој во таа книга. Албанска мафија и Европа. Че ова е глобален проблем. Ајдемо Хаса. Па, Чеде Филиповски и мајка ми тие беа борци директно против Джемо и Мефаил. Джемо и Мефаил правеле такви зулуми во Кичевско таму. Пола фамилија одна жена ми, мајка, значи ташта што ми се паѓа, пола фамилија ја заклале со ножеви. Пази, кумот ја колел таа што ја крстил. Кумот бил албанец? Кумот бил албанец, близок со фамилијата. Кога станала војната, станал балист. Ја фатил, партизанка била оваја внукава. И за да покаже пред селото, вика, ја колел цел ден, не вака одеднаш. Ева малку ќе го бутне ножот, па после 1 сат бавише малку, ова вришти, сите вриштат. Значи една морбидна, еден хорор филм изведен, еве, кај нив и они имаат аверзија према албанците, што ја не се слагам према албанците. Интото не се слагам дека не се сите албанци балисти, тама работи мало меѓутоа имаме одредени тенденции да се возвишува културата на насилство преку давање на име на улица на колјачи. Се од кај да почнам, пошто оваа тема малку и ме интересира и нешто читам. Значи, Втората светска војна, ајо таму да почнеме. Од една страна се комунисти, од друга страна социјалисти, трета страна фашисти. Сега, италијаните ја изгубиле војната, дошле германците и они решиле да формират СС, 21 СС дивизија, планинска, Вафен СС дивизија, за да ги гонат партизаните. И ја формирале таа дивизија и тоа е Медхат, како се викаше Медхат, не знам кој, командантот наменета, германците наменета да ги брка партизаните. Меѓутоа, они не биле успешни во тоа, Морале локални И подизведувачи. почнале да тука тоа изјава на германецот, тој што ги контролирал. Заборав сега како се викаше имења. И он ми дал изјава, вика, они се неуспешни, вика, треба да ги расформираме. А вика, бркаат локално население, цивили, утепувале цивили, кому. И дури и албанци, не се албанците само имуни на тоа. Ако е некој албанец не е симпатизер или нешто, оде глава, мислам, многу морбидни убиства имал. А посебно македонците. И у Косово, уште повеќе, Срби.
Така да тоа е една нуспојава на СС, на нацистите, тогаш. Едено, тој е интересна личност, малку можам да најдам ова се. Абас Ерменџи. Абас Ерменџи, он бил комуниста прво, ама со Енвер Хоџа дошле во коализија, па се спротивставил и после негова идеологија е да се створат балистите. Да. И тој избегал, тој преживел Втора светска војна, избегал во прво Германија, па Франција. Значи, он е француски џак, да речем. И негде, кога се распаѓаше Југославија, он е иницијатор на УЧК. Така стои во енциклопедиите. Значи, истиот човек е иницијатор на балистите. Имало многу движења во Албанија, на балистите и на УЧК. Тоа е иста формација. УЧК знаеме и сега и сега. Да. Па тука е Али Ахмети нашиот. Ја викам некој најголемата личност, иронично го кажувам ова, во Македонија, воопшто во политиката е Али Ахмети. Нашиве не може да се равњат со него. Ни типа од албанците не. Значи, типот е нешто не. Вика тебе, овој вика ефто дека е од КОС, официр на КОС, обучен војно, разузнавачки и све. Па се уклучил на УЧК, па командант на УЧК, па требаше во Хаг, пази он избегна Хаг суд. Имаат они податоци за него, па не знам, отиде во Швајцарија, ја малку знам, ама еве нешто. Па таму има досие медицинско. Добро, шизофреничар може генија да биде, ја познавам луѓе. Он е генија. Шизофреничар, УЧК и се прилагодува, неверојатно. Ја реков сега ќе има борба, не, он се прилагодува на ситуацијата, во секоја влада е он е главниот. Еве и сега се бори пак да биде у коалиција. Да речеме ВМРО го неќе, ама он сега малку се улизува, малку така и мачка путер вика. Но паралелно со тоа, он протнува на секаде меѓуетничка нетрпеливост, која политичка култура на нетрпеливост и насилство. Преку овие ликови што ги си имаат своји улици, децата ги учат споменици и така натаму. Тука има економско, етничко, политичко, фашистичка. Да речам, ајде. Милје или нека формација, ајде. Да. Он тоа мајсторски го прави. Еве во медицината. Вие во клинички центар пола, нека бидат албанци. Ја имам пријатели 20... Не се работи за тоа, се работи за професионалноста. Вие морате, еве, Неџипи ми беше пријател, тој беше на Али Ахмети. И со него соработувавме доста, али он стално викаше, мора да примите вие во клина, тројца албанци. Абе, ако се генијалци, прати ми, ја имав влијание тогаш во ендокринолошка клиника. Ја ќе кажам, кој вака наредба, ја по диктат, тоа ни во комунизмот го немаше. Значи, така функционираш медицината. Медицина, види, они се многу итри. Ако ја земат медицината, ве имаат во скут. Само немаат уште доволно квалификовани луѓе за тоа. Еве кардиохирургија, еве што ја знам кој пример да го кажам. Значи, да не кажам сега све, негде кај што мора да биде албанец директор, да речем. Многу така. И он си тера, си прима персонал, своји луѓе. Ако е албанец против, дуи тешко него. Тој ќе пројде многу полошо од македонец. Тој ќе пројде многу лошо. Знам такви. Значи, они играат една инфилтративна политика многу агресивно и успешно. Има две работи, нели викаат, трагот на парите да го пратиш. Значи, од кај пари за све тоа, парите се најважниот фактор за нешто. Сега, дуи
односно УЧК, има два извора на пари. Ја што знам, што не знам. Едниот е албанска мафија и другиот е Саудиска Арабија. Овој ми го кажале тие луѓе. Да. Саудиска Арабија најмалку 1 милиарда доаѓа во Македонија. Као божем за џами и градење, еве една џамија, муџа ги плачат самите муслимани, што ги знам, аман вика џамиите, жените не ги зимат. Тоа е едно, а албанската мафија, за жалест, тоа има историја, еви книга ќе излезе. Значи, уште од време на комунизм, Југославија створи албанската мафија. Заедно со КГБ и со Америка. Сега обзнанува дека Крајачич беше паралелно со Тито, тој беше не вториот човек, него 20 луѓе имаше, Тито и Крајачич. Има многу крајачичи сега се дознават, не се дознават, ја дознавам од ваму, од таму, од тие функционери кои за него работеа. Знам луѓе за КГБ шо. Знам луѓе за Гестапо шо работеле, па беа функционери кај нас. Тоа е една каша. Но Семи, има една заедничка тука именител, а тоа е дека тие процеси што ги спомна се такви како што се, идат до деградација на нашето општество. Ти ги спомна, например, во еден мал сегмент во здравството. СДСМ и ДПМН си молчат и дозволуваат вакви работи. Они тука се, дали не ги сметаш како спонзори? Баш ми налетавте уволеј сега. Парите. Значи, кокаинот, тоа е FBI извештај на интернет има. И Меѓународна комисија за дрога. Значи, албанската мафија, не ги обвинувам албанците, ќе кажем, имам другари близки. Тоа е само мал сегмент. Значи, албанската мафија го држи бизнисот со кокаин. Се разбира дека шефовите се во Америка, ајде да не кажам кои имиња познати, ама тоа се тие мислители. Целата извршна работа ја работи албанската мафија за кокаин. Рачунав од негде толку грама, ово, негде 200 милиарди долари годишно е тоа. Само од кокаин. Сега FBI вика дека 30 до 40% од хероинот исто го држи албанска мафија. Тоа се веќе 2-3 трилиона долари. Тоа е огромна количина, огромна цена, огромна зависност. Значи, ако таа групација врти 2-3 трилиона и тие милиардите, само од дрога има оружје, органи, проституции и така натаму, тоа е многу голема тема. Значи, 2-3 трилиона, па таа може држава да купи. Македонија, доволно да фрла 2-3 милиарди, за да ги подкупат нашите политичари. Нашите политичари ќе бидат подкупени и со извинење соблечени до даска и ќе играат, ја викам, кога одат во Бугарија, играат трбушни плесови на тие таму политичарите, до тој степен е тоа све покварено. Така да со тие пари што сака у Македонија, они ја држат и Србија, ако србите имат своја некоја мафија, ја имам роднини таму. Албанската мафија ги во Русија, замислите, Путин, овој Пацоли го имаше купено Јелцин. Беџет Пацоли. Го има купено, стои тоа во интернет и книгата на Бабановски треба да го има тој податок и Путин купен. Дрогата иде и еден пат и преку Русија. Русија, Украина, Европа. А друг пат иде преку Турција, од Афганистан највише. Турција, Бугарија, не знам што, Македонија, Албанија, Косово. И сега, знаете, имате и трета западната заедница,
Западна? Како? Аха. Западната заедница, нашите така наречени стратешки партнери, која Да. милува да ги менаџира нашите политички процеси. Никогаш не реагирала на именување на улиците по балисти. Иако е очигледно дека тоа иде на сметка на меѓуетничките односи во државата, а впрочем тоа беше темата кој за влегување на УЧК и за многу процеси што се случуваа после тоа. Сега имаме обратно, немаме ни обратни процеси, имаме западната заедница еднаш нема реагирано. Дали тоа значи дека они толерираат етничка нетрпеливост и се дел и се учесници во овој необалистички наплив во кој ние живееме? Да. Значи, сега пошироко малку. Ја као млад човек бев Да. многу проевропски, бев одушен. Дури имав проблеми во комунизмот, сега ти проевропски многу патував Париз, Лондон, Амстердам. И многу сакав уметност. Поготоа ренесансата, меѓутоа и модерна уметност. Не бранеа уметност во титоизмот, ама што ти толку прозападено, ја мислев дека Европа еден ден кој ќе се обедини, нели Наполеон уште сакал да обедини. Дека тоа ќе биде култура, наука, ќе се тера, ќе се оди Меѓуетничка напред. толеранција. Франција, нели, ќе ви кажам еден инцидент во Франција што има околу национализмот. И така сонував за некоја Европа обединета, убава, прекрасна. Каде што македонците ќе си го најдат својот Македонците ќе уживат, рајот сонце. ќе биде. Сега воопшто, сега ми е смешно тоа што јас сум го замислил. Значи, Европа е една фашистичка формација, за жал. Европа која сакам, Шпанија, например, тоа уметна, одите во Андалузија, убави, не мислам уметност и така. Кој ќе кажете фашистичка формација, може да ни кажете Фашистичка. малце понатаму и само сакам да го... Еве, генезата, сега прочитав. Господинот Алдо Климан мене ми каже дека новите наци фашисти си имаат костум и кравата од Брисел. Па може ја тоа не сум го чул, али не ме чуди, не ме чуди. Ке може да ни кажете поише за Затоа тој европски што фашизам? како е створена Европската заедница. Председателот, канцеларот Аденауер, кој е човек на Ајзенхауер, уствари американците и ден денеска диригираат со Германија, али Германија сака да излезе малце од таа орбита. Тука имаме и рефлексија и врз албанскиве формации. Не се. Значи Аденауер укина гонење на фашисти. До тогаш нели беше Нимбершки процес, па други процеси, па ги апсеа едно друго, кога он дојде, не. Нема апсење, нема гонење и многу нацисти во списокот, ја лично се познав со кажете го овој што ги гонеше нацистите во Австрија. Мојот пријател Како и да е Визентал. Сајмон Визентал, пријател со моите беше, ама ја идев кај него на посета. Да. Имаше огромен список на луѓе кои само е стои као список и нема никогаш нити да ги гонат, тие се сега и умрени. И што е најинтересно, IG Farben. IG Farben е клучот на Втората светска војна. IG Farben учествува многу милиардери од светот, вклучително и Рокфелери, вклучително Ротшилди кои се евреи, за жал, барбурзи. Круп, не знам кој, IG Farben. Фирма која ги собира сите големи фирми во светот и дури диктира американци, еве, овој, како се викаше, Рузвелт не можел да произведува тенкови, он знаел дека ќе дојде до војна. Само вика како ќе изведеме играта. Не можел да произведи тенкови, бидејќи зависел од IG Farben. Америка зави. И тие му диктират, нема производство. Меѓутоа, после Втората светска војна, кога ги амнестираат фашистите, што се случува во Европа?
нив сега вика паѓа команда или како да кажам дека треба да се расформира ИГ Фармен постоеше до 53 година, ја као дете се сеќам. И треба да се ако се расформира, колапс ќе биде на Европа, на Америка. Економијата си има своји правила. Да. И сега тоа правници ваму таму се растурат и добро ги поделија сега сите овие Хехшта, не знам, Баер, се тоа од ИГ Фарбен директни овие. А ИГ Фарбен производеше и газ за концлогори, by the way. ИГ Фарбен. Тоа е исто една трагична историја. Сега, од кога се распадна, Аденауер, кој беше антифашист, лично, ама не кеше да направи сега поколј во германскиот народ. И кузне колку нацисти треба да ги ликвидира, да ги затвара. И рече, нема судење више, крај. И не само што нема судење, сега кој ќе биде директор на тоа оделче, се распадна на Баер, на Хек, на тие, на швајцарските банки. Еве, има една книга, ја читав за тоа. Директори, бивши нацисти, директори на швајцарски банки, амерички банки, германски банки, и во Југославија имаше Тито неколку рудниците за злато ги водеа бивши нацисти. Овој како се вика работел за Гестапо, ама не само за Гестапо, како се викаше Стане Доланц. Хитлер и Јунген. Нацистите во постевропска Европа, постфашистичка Европа, управувале со економијата, финансиите. Има и во Македонија, само ајде, неќам да зборам. Како се вика, да, со финансиите, индустрија и така. И тоа се одразува до ден денеска? И тоа е продолжение, па да, сигурно, се разбира. И златото, они плячкале, нормално, влегува плячка, злато. Евреите, те чувале све у злато, ова на све тоа збришено. И од мојата фамилија отиде, знам каде, не го дават. Да. И тие они ги вртат. Замисли, ја примам пензија, која веројатно се ослања на швајцарските банки од златото кој е оплячкано од мојата фамилија, од фамилија друга, ова, она. Таа иронија ја доживам, Господ нека ми прости. Да. И тоа се дешава, нацизмот финансиски постои од... Еве сега најдов чланак и го проверив на интернет, пошто чланакот беше во политика. Ај, викам, србите нешто, можда малце пумпаат. Не, си ги најдов сите по име и презиме. Првите 36 генерали на НАТО. НАТО е Америка. Да. Првите ше по име и презиме, дега. 31 биле команданти на Вермахтот, на нацистите. По име и презиме, и тоа го има, во интернет го потврдува на поише сајтови, не е на едно место. Со име и презиме. И што правиме сега? Што викаше мајка ми, ја поарно да не знам, пред смрт дозна пуно работи, ама вика, кога бев у партизани, ја верував во тоа што се борев со најголема верба во тоа што се борам. И преживеа, вика, и јас да го знаев ова, што вика сега го знам пред смрт. Ја не може да одам у партизани, ќе се пријаве, тамо нека ме депортира. Тоа се зборови. Да, и сега за крај. Дали не е фашизам нашиот така наречен европски пат, кој би значил прифаќање на бугарските барања, кои се содржани во нивната историска комисија, а која значи наша бугаризација и престанок на македонската нација? Да. Накратко. Значи, историската комисија ја дефинирав, ми се љутат, и од еврејската заедница ми се љутат, што ги нареков фашизди. Ама ја им давам комплимент, затоа што предавник е поголем фашист, полошо од фашист. Само што ја не знаев, ја реагирав кога они века, не знам, цар Борис не бил фашист и владата негова не биле фашист, ја сам на тоа.
А после што излезе? Сега нашиве деца нема да учат кој е цар Самуил, нема да знаат кој е Климент Охридски. Климент Охридски, кога бил он у Бугарија, нема врска со Бугарија. Ај цар Самуил може да дискутираме широко. Климент. Кирил и Методи нема. Добро, тие не се македонци, не се ни бугари, тоа си има историчарите убаво знаат, сум дискутирал. Тие се светски. Они бугари, нашите деца ќе учат дека се Бугарија или нема ништо да учат за нив. Охридската архиепископија. Сега борба е дали ќе биде бугарска. Ако Охридската архиепископија биде бугарска, ние македонците сме нула, а да не речам целиот славијански свет ќе биде бугарски. Ја не знам и тие како ќутат. Имаат наредба да ќутат. И широк муабет. Да. Овај, да. Што беше другиот дел од прашањето? Значи, овој пат европската прифаќањето. рамка на преговори се изгледа како да е прифаќање на ние да прифатиме фашистички пат. Да. И тоа и во претходно интервју кажав. Постои еден појам тајна дипломација. Ние многу паметни глави изгледа уште не знаеме што е тоа тајна диплома. Има јавна и тајна диплома. Мајка ми доби една книга у свое време од Кос. Строго поверливо беше. Тајна дипломација, така се каже, заборев кој беше авторот. Ама старија мој, кој ја чита се, татко ми доктор, сега ќе чита тајна дипломација. Ама ја вака, копи, млад, дај би да видам што е ово, многу интересно. Значи, обавештајните служби имаат вршат тајна дипломација. Уште Наполеон ги добил војните врз база на тајна дипломација. Значи, он све ги конструирал војните. Он ќе оди таму, ги наведува кај да одат непријателите. Тоа е мајсторија. И он знае кај да нападне и лом. Бугарите имат многу јака тајна дипломација од времето на Сталин. Мене тоа ми го кажал еден бугарски разузнавач, главен Румен Радев се ми Румен Гоцев. Генерал, тој командир, за жал умре, ние ќе го користиме ние. Така сме имале ова и се смеше, он вика, бе, колку не знаеш, па добро да ја не сум разузнавач. И вика, постои тајна дипломација. Најаката тајна дипломација во Варшавскиот пак беше Бугарија, вика. И Источна Германија, меѓутоа Бугарија уште појака. Зашто сега Сталин решил баш таму? Тоа е интересно прашање. И они влијаат врз Европа. Влијаат преку тајната дипломација, влијаат врз Европа. Друго, Соломон Паси го слушав еднаш на телевизија, Ал Джазира беше. Ал Джазира има добри емисии. Да. И го прашува новинарот, едно друго, кажува овој. И одеднаш му вика, русите имаат територија во Бугарија. Не, вака така. Русите имаат територија во, му кажа, таму и таму, покрај море. И у секое време може подморници да дојдат, и може да има. Значи база може да. Тоа е нивна територија, својина. Ево, вика, да. Ама ние ќе ја купиме од русите. И викам, кога толку будали да се русите, да им ја продадат. Значи, русите имаат своја територија во Бугарија, имаат и бази таму. И Европа е смртно уплашена, а и Америка, од Бугарија, затоа што имаат русите бази таму. А Македонија што има? И за нив. Бугарија е далеку поважна и нивните интереси визави нашите се побитни него нашите. Тоа е точно, да. И сега што правиме ние? Башка се нашле политичари кои не кичма да виткаат, они, ја не знам, акробација прават од виткање. Значи, вака како што збориш, бугарскиот решение отврлање на бугарскиот договор и преспанскиот?
Преспанскиот е влезен, тој нема. Ја бев у тој групација кај што беше за чување на името, па малку и не се предлагав да се вика Света Македонија, ета Санта Македонија. И не прифатија, малку им звучеше на луѓево поетски. И веројатно и грците немаше да прифатат, ама ми се Но свиѓаше. сепак овој пат што е избран не води кон наше национално добро. Ова е разводнување, или како да го наречам, не е добро, не е добро. И дури не знам па какво решение, еве, некој име мораше да се измисли, затоа ми дојде такво романтично име. Да. И- Се ми А, благодарам. завршуваме, добро. Да, благодарам многу за овој Така. прекрасен разговор. Благодарам на тоа што се одлучи да збориме на вакви теми кои апсолутно Жешки. ја не знам, жешки, интересни и секој ден ние што ги живееме, а мора да ги кажеме. Овдека сме да кажуваме, Мораме да кажуваме. кажуваме македонската вистина и аглите наши од нашиот видеокруг. И затоа ние постоиме. Благодарам што не следевте во денешната интересна емисија. До следното јавување, се најдобро.